Политичките партии се подготвуваат за предстојните избори, на кои им предходи техничка влада на 100 дена пред одржување на истите. Пржинската влада е концепт со кој ВМРО ДПМН не се согласува, но сепак власта остана глува на барањата на опозицијата и за задоволување на желбите на Дуи за премиер Албанец, моделот на техничка влада ќе биде употребен и овој изборен циклус. Според законот за пржинска влада, опозицијата треба да предложи министри и заменици министри во техничката влада. Делот аналитичарите велат, ВМРО ДПМН треба да учествува во техничката влада, за да не остави празен простор, власта да го искористи нивното отсуство и за се што евентуално би тргнало погрешно, прстот да го вперуваат кон опозицијата. Со оглед дека власта инсистира и го има мнозинството во парламентот во моментот, да се задржи тој модел и за овие избори, тогаш предпоставам дека и одговорноста е нивна и за таа техничка влада и за изборот на техничкиот премиер. Она што треба да го направи ВМРО ДПМН како опозиција е да си предложи двајца министри и четворица заменици министри со кои што ќе биде дел од изборниот процес. Бидејќи тука не станува збор за некакво носење одлуки или влада која е политичка влада, него едноставно влада која што треба да ги подготви изборите. Според Божиновски, со своите министри и заменици, ВМРО ДПМН би можеле колку толку да спречат дел од евентуалниот изборен подкуп, финансиран директно од државни пари. Во техничката влада, тие министри кои што се таму и заменици министри може да контролираат едноставно како течат парите, дали има некакви обиди за пренасочување на средства кои што не би требало да бидат во изборниот процес, но на што е најважното, тоа се имале во минатото обиди за подкуп, за манипулација во самиот изборен процес. Тоа се случува надвор од тие државни институции. Инаку техничката влада треба да започне да функционира кон крајот на јануари и да трае до одржувањето на изборите. Според договорот Заев Ахмети, начело на владата, 100 дена пред избори ќе биде предлог на Дуи, а интегративците го предложија моменталниот спикер на собранието Талат Џафери.